Неделава започнаа гласањата за европските избори. Кои се главните очекувања со оглед на прогнозите дека ќе има пораст на радикалната десница во Европа? Да, досегашните анализи и анкети покажуваат дека радикалната десница ќе доживее доста значаен пораст во однос на последните избори за Европскиот парламент во 2019 година. Проценките се негде до 5% пораст на европско ниво. Тоа значи дека во овоидниот Европски парламент радикалната десница, тоа се неколку коалиции на партии, неколку партии кои што се без коалиција, би освоиле некаде до 25% од гласовите во новиот Европски парламент. И тоа би значило дека радикалната десница би станала уште позначаен фактор на европско ниво во Европскиот парламент и дека многу од одлуките кои што досега се носеа ќе бидат уште потешки за носење поради таквиот развој на станите. Кои политики, кои одлуки или идни чекори кои што секако се планирани во рамки на Европската Унија ќе бидат најзагрозени, да речеме, еве од ново настанатата ситуација? Па според анализите, 4 клучни теми се на кои што Европската Унија во изминативе 4 години функционираше и кои што се многу значени во наредниот период. Првата тема е Европскиот Green Deal, односно борбата против климатските промени. Втората е имиграцијата, третата е проширувањето и четвртата секако е руската агресија врз Украина, односно војната во Украина. Со растот на радикалната десница и со фактот што и конзервативците и демохристијаните ќе освојат голем број на гласови, факт е дека Европа ќе почне да се придвижува уште повеќе надесно. Во однос на овие 4 теми, конкретно што ги споменав, може да има реално потешкоти за сите 4 во нивното спроведување. Прв на удар веројатно ќе биде Европскиот Green Deal. Тој и онака во минатиот мандат на Европскиот парламент мина со многу тенко мнозинство. За него во најголем дел гласаа партиите кои што се лево од центарот, зелените, либералите, социјалдемократите, социјалистите и така натаму. Со паѓањето на нивниот број на пратеници, на тамошниот развој на борбата против климатските промени ќе биде дополнително отежната. Истото се однесува и на имиграцијата. Многу од земјите каде што радикалната десница или десните партии се доста силни, веќе со години наназад заговараат поголеми права за земјите членки на сметка на Европската Унија во однос на внатрешните и надворешните граници со цел контрола на имиграцијата. Третата тема ја споменав, проширувањето, и четвртата тема, војната со Украина, тука може да биде исто така многу значено, затоа што доколку Европа ја почне да ја откажува поддршката за Украина, тоа би имало сериозни последици за земјата и за целиот континент. Секако за нас најинтересно и најважно е прашањето за проширувањето, со кое што се занимаваме многу во домашната политичка сцена. Како се очекувањата во поглед на проширувањето во новонастанатиот контекст, секако за Македонија, но и за целиот регион? Па јас немав впечаток ни во изминатиот мандат на парламентот дека проширувањето беше многу високо на агендата, иако на моменти така делуваше. При тоа би сакал да кажам дека на некој начин Европскиот парламент нема централна улога во делот на проширувањето. Тие одлуки најчесто ги носат Европската комисија најпрво, потоа како главна инстанца Советот на ЕУ, односно државите членки. Така да, доколку се оствари овој развој на ситуацијата за кој што зборувавме, веројатно проширувањето ќе падне уште пониско на агендата на ЕУ. И тоа нема да биде толку поради самите состојби во Европскиот парламент и поделбата на пратенички места, или условно речено дури и растот на радикалната десница, туку причината повеќе ќе биде тоа што самите резултати од европските избори ќе влијаат на владите во земјите членки да ги преиспитаат своите политики за сите овие теми што претходно ги споменавме, особено во однос на проширувањето. Значи, таа атмосфера може многу лесно да се прелее и во државите членки, и ако гледаме, например, што се случува во Холандија со изборот на Герт Вилдерс, во Шведска, например, каде што се на власт се уште не, меѓутоа имаат многу силно влијание радикалите и други земји членки на Европската Унија, мислам дека ќе биде проблематично за проширувањето, иако пак би сакал да кажам дека тоа и досега мој впечаток не беше центар на интерес.
Така, зборуваме за политичката страна и институциите во однос на проширувањето од оно што како медиум и редакции кои што ги имате, како го гледате, односно односот на генерално европската јавност кон прашањето за проширување на Европската унија? Па, анкетите во државите членки, особено во најголемите, како што се Германија, Франција и неколку други, веќе со години наназад покажуваат дека расположението за натамошно проширување опаѓа. Не очекувам дека тоа ќе се подобри во блиска иднина. Мислам дека државите кандидати пред се, ајде да се концентрираме на Западниот Балкан, ќе мораат многу повеќе да работат дома на внатрешните реформи за да ги убедат државите членки, посебно големите, оние клучните играчи, дека заслужуваат такво членство. Од она што се случува во Македонија во последниве години, па и во регионот до некаде, не сум сигурен дека успеваат во тоа, не сум сигурен дека успеваат да ги спроведат клучните реформи и не гледам дека искрено има и реален интерес да се спроведе тоа што конкретно го бара Европската унија. Меѓутоа, тоа е веројатно поврзано и делумно со на некој начин свеста дека тоа проширување нема да се случи набрзо. Дали ваквиот став и од двете страни практично го намалува притисокот и на домашната јавност во спроведување на реформи кои што перспективно ќе донесат до Европската унија? Дали една ваква атмосфера всушност негативно влијае и врз домашните реформски процеси? Па веројатно да, но Македонија е конкретен специфичен пример во таа насока. Вие знаете што се случува од 2019 наваму, прво со француското вето, понатаму со бугарските вета, на крајот со францускиот предлог. И сето тоа ја намали прво довербата во ЕУ и второ го намали тој притисок од јавноста за домашната влада да ги спроведува тие реформи до некаде и во голема мерка. Причините беа разочараноста од ЕУ. Така да тоа не е секако оправдание за неуспесите овдешни, меѓутоа е еден фактор кој што многу влијаеше на про-ЕУ агендата во земјава во изминативе години. И тоа до некаде може да се каже и за околните западно-балкански држави, веројатно и за Србија во тој контекст, поради незините проблеми со Косово. И така што мислам дека повторното убедување на јавноста многу ќе зависи сега и од подготвеноста на ЕУ да покаже на дело дека ги сака овие земји внатре, не само со зборови, туку и со дела, освен давањето пари, што е секако за поздравување, ќе треба да се видат и некои конкретни заложби и од земјите членки, да кажат и конкретни датуми, па можеби тогаш ќе се подигне и таа енергија. Годинава е изборна и во Соединетите Американски држави, каде што прогнозите, барем за сега, за демократите не се оптимистички. Колку е евентуалната промена и таму на политичката слика ќе влијае врз трансатлантските врски? Да, мислам дека ќе биде клучно и мислам дека практично покрај овие големи избори кои што се одржуваат во Европа, овие денови сите чекаат што ќе се случи во ноември во Соединетите Американски држави. Победата на Трамп, евентуална, која што е според анкетите во моментов повеќе од можна, би представувало еден голем, би рекол, шок за тие трансатлантски односи кои што вие ги споменавте, но и би представувало ветар во грб за овие десни радикали, за партии поддржани од Русија, какви што ги имаме и тука и низ цела Европа, да продолжат таа агенда на фактички раскусурување на Европската унија, намалување на незиното влијание, враќање на моќта кај државите. И сметам дека ќе има многу негативни реперкусии во самата Европа. На страна трансатлантските односи, на страна дури и НАТО. Мислам дека победата на Трамп комбинирана со раст на десницата во Европа може да донесе тешки последици за незината иднина. Тогаш веќе нема да има потреба ни за проширување, веројатно да зборувам. На што конкретно мислите? Па мислам пред се на војната во Украина, доколку престане поддршката за војната Украина од Европа и од САД секако, кој што се најзначаен партнер нивни, мислам дека тоа безбедносно ќе го загрози целиот европски континент, вклучувајќи и некои земји членки на НАТО кои што се непосредни соседи, и второ ќе го смени распоредот на силите во самата Европа. Во новонастанатиот или во политичкиот контекст кој што допрева следува, за кој што разговараме, каква е улогата и позицијата моментална на Германија? Германија останува најголема економска сила во Европската унија, во Европа,
и секако важен политички фактор во се што се случува таму. Последниве години, некаде би рекол од пандемијата наваму, особено со почетокот на војната во Украина, германската економија бележи благо речено лоши резултати, веќе со години назад е на ивица на рецесија, и тоа дава свој печат и на политичката сцена, каде што постојано гледаме дека расте алтернатива за Германија, десно радикална партија, популистичка, која и на овие европски избори веројатно ќе стане втора по сила партија од Германија, со број на пратеници во Европскиот парламент. Се очекува да освојат, речиси 20, ако не и повеќе проценти од гласовите. На прво место за сега се демохристијаните, ЦДУ, ЦСУ. Меѓутоа, тоа ќе даде еден нов печат, еден нов сигнал внатре во Германија, каде што владата и онака е доста стабилна, но истовремено многу раскарана внатре. Тоа е коалиција од 3 партии, таму се социјалдемократите, либералите и зелените, кои што едноставно не можат да најдат заеднички јазик за премногу работи, би рекол, особено во делот на економијата, но и на клучните политики и клучните политички процеси во земјата. И тоа до некаде до следната година ќе отежнува состојбата во Германија, затоа што парламентарните избори таму се на есен следната година, 2025. Интересно е тоа што лидерот на Европската народна партија, Вебер, имаше остра реакција кон премиерот во надоаѓање во Македонија во поглед на непочитување на Преспанскиот договор. Како го оценувате ова и дали имаше исто така некакви реакции во германските медиуми? Имаше доста реакции во германските медиуми, доста се пишуваше за тоа во првата недела по заклетвата на новата председателка Силјановска-Давкова. Реакциите беа најчесто во насока на пренесување на критиките од онам од каде што доаѓа, на сметка на новите власти во земјава, и беа во насока на анализа на тоа што би можело да се случува во наредниот период. Имаше до некаде во некои медиуми одреден страв дека новата влада би можела да се откаже од Преспанскиот договор. Имаше и други анализи кои што наведуваа дека новата влада нема да го стори тоа, туку само веројатно ќе провоцира до одреден момент, додека некој не каже стоп, да престане да го прави тоа, посебно со употребата на уставното име. Мислам дека во состојбата во меѓувреме се смири и таму, а се смирува и овде до некаде. Така да таа тема веројатно би можела да букне пак со заклетвата на новата влада евентуално, и во зависност од тоа како во Грција ќе оценат по завршувањето на европските избори, дали ќе сакаат и таму, посебно премиерот Мицотакис, да држи таа тема високо на агендата или да спушти подолу. Што се однесува до реакцијата на Манфред Вебер, искрено јас бев доста изненаден од неа, затоа што Манфред Вебер е со години прв човек на ЕПП, на Европската народна партија во Европскиот парламент, и тој со години беше доста молчалив и некритичен кон нивната сестринска партија во Македонија, кон ВМРО-ДПМН. Ова предупредување веројатно од него може да се свати како некаков заеднички настап на поголемите европски народни партии, каде што членува ВМРО-ДПМН, и како еден, како да кажам, првичен сигнал: не претерувајте, не одете понатаму, затоа што ќе има сериозни импликации ова што го правите, и веројатно за тоа е малку тој поостар настап сакал господинот Вебер, предпоставам, можеме само да толкуваме, сакал да го пресече уште на почетокот таквиот однос кон Преспанскиот договор и кон уставното име на државата од страна на новата владеачка партија. Така. Доколку владеачката партија продолжи со ваквиот став, дали може да се дојде до ситуација на екстремност, односно исклучување на сестринската партија од Европското семејство на партии? Па не знам, искрено да ви кажам, тоа треба там. До сега немало јасни назнаки дека тоа би можело да се случи, и не би можел да ви кажам дали тоа во најголем дел ќе зависи од Грција, тоа што Грција
ќе сака да го направи и ќе реши да го прави во наредниот период. Значи, доколку се оди на некаква ескалација на ситуацијата, Грција е доволно дипломатски и политички моќна во рамките на Европската Унија да наметне многу ограничувања, не само за ВМРО ДПМН во сестринската коалиција во Европа, туку и на ниво на Европската Унија и во однос на многу други поважни работи за земја во што е членството на ВМРО ДПМН во ЕПП. Во овој контекст, кој би бил вашиот совет, препорака за владата која доаѓа во поглед на менаџирање на надворешните односи во контекст и на Европа и на САД променети какви што разговаравме? Па јас лично не би сакал да видам повторна ескалација на конфликтот со Грција. Мислам дека тоа ќе биде многу негативно и за земјата и за владата. Би сакал да видам исполнување на предизборните ветувања, особено во делот на владењето на правото и борбата против корупцијата. И мислам дека владата ќе направи многу добро доколку се фокусира на домашните реформи, наместо да продолжи да мобилизира и да хомогенизира гласачи преку кавги со соседите. Тука во прв ред мислам на Грција, веројатно нешто подоцна и на Бугарија. Меѓутоа, ако веќе проширувањето не е на агендата и ако е таква оценката дека тоа нема да се случи во догледно време и немаат интерес да отвараат преговори, добро би било барем да не ги продолбочуваат споровите со соседите, а да ја фокусираат енергијата на домашните реформи. Ви благодарам многу. Ви благодарам на поканата.